Еузу биллахи мине шејтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Драги браќа и сестри, добре дојдовте во првиот дел од аудио книгата Нашето учење, која е напишана од ветениот Месија во 1902 година. Книгата Нашето учење пред се им било упатено на членовите на заедницата за нивно морално и духовно образование, но незината содржина е толку духовно вдахновена, што секоја душа која бара духовно воздигнување може да има корист од неа. Предговор. Ова е време кога темнината на материјализмот го прикрила целото лице на земјата и ја замрачила визијата на луѓето. Многумина се оние кои ја исповедуваат верата, но лишени се од незината вистинска сласт и сила. Тие не се свесни за единствениот жив и се присутен Бог. Поради тоа, за добробит на оној кој трага за вистината, ви ја представувам скратената верзија на учењето на честниот основаш на Ахмадија движењето, кое било изложено во неговата книга Нуховата лагја, која ја напишал со цел луѓето да бидат спасени од поплавата на неверството и материјализмот. Оваа книга воглавно била наменета за членовите на Ахмадија заедницата, но во неа им се обраќа и на муслиманите воопшто. Книгата представува упатство со чија помош секој муслиман, односно секој човек кој трага по вистината и духовноста, може повторно да ја запали својата внатрешна светлина и да го осветли своето срце. Овој извод е скратена верзија на искази на собствените возвишени зборови на основачот и затоа е исполнет со сите благослови кои се спуштаат од небото на срцето на возвишената личност. Читајте ги и бидете благословени. На крајот е дадена листа на зборови, воглавно изрази од исламска теологија, со кратко објаснување, за кое се надевам дека ќе им биде од помош на странските читатели. Мирза Башар Ахмад, Рабва, 22 септември 1958 година. Нашето учење. Нека биде потполно јасно дека не е доволно само со јазикот да се изговори баијат, завет на верност, ако човекот во потполност и од срце не живее во согласност со тоа. Поради тоа, кој и да живее во согласност со моето учење, само тој влегува во мојата куќа, за која се можниот Бог ветил. Јас лично ќе ги заштитам сите оние кои се во оваа куќа. Меѓутоа, не треба да се свати дека оваа Божја заштита се однесува само на оние кои живеат во кругот на мојата куќа, направена од малтери цигли. Ветувањето ги опфаќа исто така и оние кои во потполност го следат моето учење и за кои навистина може да се каже дека се жители на мојот духовен дом. Што се однесува до следењето на моите учења, неопходно е личноста цврсто да верува дека постои seможно, сеодржувачко, возвишено битие, создател на се, непроменлив, вечен и траен Господар. Во своите атрибути, он нема ниту почеток, ниту крај и нема никакви промени. Он не е ничиј син и никој не е негов син. Он е чист и од било какви тешкотии или ставање на крст или од смртта. Он е таков што, иако е далеку, останува многу блиску. Иако е многу блиску, он останува многу далеку. Макар што он е потполно едноставен, неговите манифестации се поинакви и разноврсни. Кога и да во човекот се случува нова промена, за тој променлив човек он како да станува нов Господар и за него он покажува нова манифестација, колку и човекот да покажува нова промена кај себе. Тој таквата промена ја гледа кај Бога, тој има ново сознание за Бога, што не значи дека се случува било каква промена во Бога. Он е вечен, непроменлив
и најсовршен. Туку со секоја промена на подобро кај човекот, Бог исто така себе си се открива во посвежа и појасна манифестација. Со секој напор на човекот за напредок, Бог исто така себе си се покажува со повисока и посилна манифестација. Он искажува необична манифестација на својата моќ и слава, единствено кога човекот покажува необична промена во себе. Ова е корен за необичните нешта. Верувањето во ваков Бог со овие моки е првиот неопходен услов на нашето движење. Со своите постапки и храброст покажете непоколебливост и верност на неговиот пат. Светот не му дава предност над нештата, но вие не му дајте му ја предноста, така што кај Бог бидете запишани како негов народ. Божиот е вечен начин да покажува знаци на милост, но вие можете да имате уддел во овој благослов само кога нема раздалеченост помеѓу него и вас, единствено кога сите ваши желби бидат и негови желби и сите ваши посакувања бидат и негови посакувања. Само кога во секое време и во секој случај, во неуспехот или успехот, во надежта и разочарувањето, останете во понизна сечда на неговата врата, така да он со вас го направи она што он го сака. Ако постапите вака, пред вас ќе се појави таков Господар, кој долго го крил своето лице. Дали тогаш има некој помеѓу вас кој ќе постапи така што единствено ќе го бара само неговото задоволство, без и најмалку да се лути поради Божијата волја? Всушност, во несреќа, вие треба да чекорите напред, бидејќи тоа е начин за вашиот напредок. Треба да се трудите онолку колку што можете да ја ширите идејата на неговиот тевхид, единство, ширум земјата. Бидете благи и милостиви кон неговите луѓе. Немојте да ги угнетувате со својот јазик, раце или на било кој друг начин. Секогаш работите за добробит на човештвото. Не бидете горделиви, дури ни кон оние кои ви се подредени. Никогаш не клеветете никого, дури ако тој клевети. Бидете понизни во духот, љубезни и благи, подготвени да простувате, сочувствителни кон сите и посакувајте им добро, така да бидете прифатени. Постојат многу кои се преправаат дека се љубезни и благи, а внатрешно се волци. Има многу кои надворешно изгледаат чисти, а внатрешно се змии. Вие не можете да бидете примени кај Господарот, додека не ви биде исто она што е внатрешно и она што е надворешно. Ако сте велик, имајте милост, а не презир кон оние кои се мали. Ако сте мудри и учени, советувајте ги незналиците. Никогаш не ги понижувајте заради нивното незнаење, пробајки да ја истакнете својата ученост. Ако сте богати, служете им на сиромашните, наместо да им се обраќате со саможива горделивост. Чувајте се од патиштата на пропаста. Плашете се од Господарот. Бидете праведни, не им се поклонувајте на Божите суштества. Врзете се потполно и единствено за својот Господар, така да почувствувате одвратност кон овој свет. Станете потполно негови во целост, живеејќи за неговата волја и задоволство и неговото драго име, мразејќи се што е нечисто и грешно, затоа што он е чист. Нека секое ваше утро биде сведок дека ноќта сте ја поминале во таква богобојазност, а секоја наша вечер нека биде сведок дека сте поминале низ ден со страф од Бога во своето срце. Не плашете се од проклетствата кои светот може да го опсипе и стури на вас. Бидејќи тие се губат како дим, тие не можат да го претворат денот во ноќ. Она од што треба да се плашите е проклетството кое доаѓа од Бога, кое потполно ги уништува и во двата света, оние на кои падне.
Вие не можете да се спасите со самопокажување и самоистакнување, затоа што вашиот Бог, кој е и ваш Господар, оној кој може да ги види и најголемите внатрешни длабочини на човекот, како тогаш можете да се надевате дека ќе го заведете? Затоа оснажете се, станете цврсти и очистете се за да станете чисти и великодушни, без делчиња од нечистотија во своето битие, бидејќи ако во вас постои било какво зрно на темнината, он ќе ви го одземе вашето светло. И ако во било кој дел од вашето срце има гордост, празно самоистакнување и самолюбие или мрзеливост кон обврските, вие нема да бидете оние кои ќе бидат прифатени. अपने तई जो आप ही मुस्लिम कहा तो क्या. Да не биде така, што ќе прифатите само неколку работи и ќе се заведете самите себе, мислејќи дека сте направиле се што треба, бидејќи Бог сака да направите целосна промена во своето битие. Навистина, он од вас бара да прифатите една смрт, после што он ќе ве оживее. Брзо направете мир помеѓу себе, опростете ги грешките на своите браќа, бидејќи навистина е грешен оној кој не сака да се помири со својот брат. Тој ќе биде одсечен бидејќи бара да направи раздор. Напуштете го самоистакнувањето и сите меѓусебни недоразбирања, макар што сте вистинити и исправни во своите ставови. Во своето однесување покажувајте понизност, како да не сте во право, како би ви било опростено. Напуштете го растот на своето его, бидејќи вратата на која сте повикани да влезете не е таква да низ неа може да влезе надуена личност. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Калам Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Мехмуд ки амин. Колку е несреќен човекот кој не ги прифаќа нештата кои доаѓаат од Бог, кои јас ви ги изнесов. Ако сакате Бог на небесата да биде задоволен од вас, помеѓу себе бидете такви, како да сте два брата од иста мајка. Богобојазлив е само оној меѓу вас кој најмногу ги простува престапите на својот брат, а несреќен е оној кој останува тврдоглав и не простува. Тој нема ништо со мене. Бидете постојано во голем страф од Божјото проклетство, бидејќи Он е возвишен, кој возвраќа. Грешникот не може да постигне блискост со Бога. Никој кој е горделив не може да ја постигне неговата блискост. Ниту насилникот, ниту издајникот, ниту било кој не го брани неговото име. Оние кои паднат на овосветските придобивки, како што кучињата или мравките, или мршојадците паѓаат на мршите, оние кои единствено бараат удобност во својот живот, тие не можат да постигнат блискост со него. Секое нечисто око е оддалечено од него, секое нечисто срце останува негрижливо за него. Кој и да е во оган поради него ќе биде спасен од огнот. Оној кој плаче за него, тој ќе се весели. Оној кој се тргне од овој свет поради него, ќе го најде. Со најдлабока искреност, со непоколеблива сила, станете пријатели на Бога, така да Он исто така стане ваш пријател. Покажете милост кон своите подчинети, бидете благи кон своите жени и кон своите сиромашни браќа, така да Божјата милост биде на вас. Станете стварно и вистински негови, така да Он исто така биде ваш. Овој свет е место за 1000 зла и искушенија, помеѓу нив има чума. Завртете се искрено кон Бог, така да Он ве чува од секакво зло, страдање и искушение. Ниту злото, ниту болката не се раѓаат на оваа земја, додека за тоа не биде одредено на небото. И никаков јад не е подигнат од земјата ако милоста не се спушти од небото. Затоа мудроста од ваша страна лежи во тоа, цврсто да се фатите за коренот, а не за гранките.
Не ви е забрането за себе да барате лек и некој начин. Она што е забрането е потполно да се ослоните на нив. На крајот ќе се случи она што е Божјата волја. И за оној кој има сила да истрае на ова, за него најважно од се е да има потполна доверба во Бога.